Продолжува нашата програма со нешто што многумина можеби и не би сакале да го видат денеска, но сепак ние ќе го потенцираме. Денеска е 81 година од депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта Треблинка. Јас ќе дадам куса најава пред да ја најавам нашата гостинка. Во ноќта помеѓу 10 и 11 март 1943 година градовите Битола, Штип и Скопје биле блокирани, а еврејските населби опколени со бугарска војска и полиција. Во раните утрински часови на 11 март започнало собирањето на македонските евреи. Од куќа до куќа оделе по неколку вооружени полицајци, агенти, војници и ги собирале евреите во Скопски монопол во нехумани услови. Биле интернирани овие луѓе, од каде потоа биле спроведувани со возови, со оние, ги знаете, оние вагони без прозорци и без вецеа во Треблинка. Повеќе од 7144 или околу 7144 македонски евреи биле однесени, депортирани во Треблинка и никој од нив не преживеал. Тука со нас е Рашела Мизрахи, еврејка од Македонија, воедно и пратеничка во македонскиот парламент. Добар ден и благодарам што дојдовте тука заедно да го одбележиме овој. Добар ден, благодарам на поканата. Еден од најнеубавите датуми во македонската историја. Да, се чини дека ова е најтажниот ден за евреите во Македонија. Ова е денот на кој што се сеќаваме на минатото, кој што нели означено со депортација на евреите од Македонија во најголем процент во Европа, на 96% од еврејството на Македонија е депортирано во три конвои на 22, 26 и 29 март 1943 година кон Треблинка на 5-дневно патување, од кое што никој не се врати. Велите, на 3 пати биле однесувани, но на 11 октомври се собрани и на едно место групирани. На 11 март. На 11 март, ја се извинам. Да, пред 81 година. Што предходи на ова собирање? Имало попис на евреите во Македонија, така? Тие морале да носат онакви жолти ленти? Так. Давидови звезди? Па вака, јас би почнала со профашистичките организации кои што се појавуваат низ цела Европа, па така и во соседна Бугарија во 1920-тите години. Меѓутоа, создавањето на амбиент на нацистичка Германија, амбиентот на Европа, тек во ноември 1940 година се предлага закон за заштита на нацијата по приказ на Нимбершките закони. И тоа е всушност еквивалентен закон во Бугарија на Нимбершкиот закон во Германија. Тој се изгласува во Бугарското собрание. Тој се изгласува во Бугарското народно собрание. Изгласан е подпишан со указ од цар Борис III на 21 јануар 1941 година. Ова е указот од цар Борис III. Мислам дека таа камера го. Ова е законот за заштита на нацијата. Ова е законот за заштита на нацијата. Еквивалентно оние антирасни нирнбершки закони. Така. И веднаш потоа се носи законот за еднократен данок. Значи, декларирање на имотот и нормално формирање на специјална комисија која што би требало да прави мониторинг на севкупноста во бројот на население, еврејско население, нивниот имот движен и така натаму. И сега да се вратиме малку на историја. На 6 април 1941 година го имаме нападот на Југославија, на 9 април Скопје освоено од Германија, на 17 април Германија ја предава Македонија, Тракија и Пирот на Бугарија, на 19 април Богдан Филов, премиерот на парламентот, вели благодарејќи на Хитлер и Мусолини, Бугарија е до Дунав, од Дунав до Бело море и од Охрид до Црно море. Парламентот веднаш спроведува окупација со 3 владици и 400 попови кои што се распоредени на територијата на Македонија и за духовна асимилација меѓу другото. И 42 година она фамозна снимка, ако се сеќавате, на мешање на земја, значи една земја, еден народ, еден цар во име на цар Борис III. Од тука, знаете, оние тези кои што ги слушаме од некои пара интелектуалци од Бугарија паѓаат во вода, дека се работи само за администрација и администрирање на депортацијата на македонските евреи, поради тоа што со окупацијата на територија на Македонија всушност се носи правосудство, војска, свештенство, образованието се модулира, значи, и се формираат правосудството се изедначува. Законите кои важат во Бугарија важат и на делот окупирана Македонија. Така е. И доколку влеземе дури во бугарскиот
Македонскиот архив и ја видиме архивската граѓа за тој период, ќе видиме секаде документи кои што детално опишуваат окупација на Македонија, тоа е во споров дека окупација на Македонија, или еве колку полкови се користени за окупирање на Македонија. Значи Македонија е окупирана и со тоа се спроведува и правниот систем на Бугарија на територија на окупирана Македонија, што подразбира и Законот за нацијата и Законот за еднократен данок. 42 година, тоа значи дека веќе евреите носат жолт магенда вид, се обележуваат куќите, исто така со магенда вид имало листи кои што се ставале на влезната врата, бидејќи агрегирани биле фамилиите во една семејна куќа, па на тие листи биле попишани сите по име и презиме кои се живее, имало полициски час до 6 часот на пладне им било дозволено движење на евреите, имало забрана за создавање на мешани бракови и така натаму, буквално пандан на нимбришките закони на територија на Македонија. Тоа стига до од тука се стигнува и до моментот на депортацијата на македонските евреи во тоа време. Богдан Филов како премиер, Гавровски како министер за внатрешни работи и Белев кој што е шеф на начелството за еврејски прашања, така и се вика. Белев бара помош од германскиот Денегер доколку влезете во Вашингтонскиот меморијален центар и во документацијата, инаку ова се документи кои што се присутни во Вашингтонскиот меморијален центар и во Јад Вашем и во Меморијалниот центар во Македонија. Ќе видите дека биле во постојана комуникација со Денегер, кој што всушност така наречениот експерт за депортација на француските евреи, за тој да дојде во Бугарија и да помогне со фактичкиот приказ на депортирање на македонските евреи. И на 22 февруари 1943 година во име на владата и царот подпишуваат договор со амбасадорот Бекерле во германската амбасада за депортација на целокупното еврејство од Македонија и Тракија. Ова е тој фамосен документ, не знам ни дали добро се чита, меѓутоа се однесува на 20.000 евреи, точно со локација, значи од Скопје 5.000, од Битола 3.000, од Пирот 2.000 и така натаму. И понатаму во договорот и се листира точно износот кој што би бил исплатен за депортација на износот како изгледа? Износот овдека стои дека е 7.144.317 лева, го има и со спорови, значи го има и како ќе се исплаќаат сумите по рати. На 23 март тоа е 4.827 милиони и така натаму. Она што е интересно и што се врзува со една теза која што во последно време ја слушавме е дека оваа депортација се однесува само на евреите од Македонија, што е неточно, бидејќи во точната пресметка со број на население, еврејско население во регионите Скопје, Битола, Штип или Тракија, вкупно се доаѓа до бројот 13.000, а депортацијата се однесува на 20.000, што ги вклучува и евреите од Стара Бугарија во тоа време. Би сакала да нагласам дека иако нема да се дозволи заборавање или ревизија на историјата, ова се однесува на монархо-фашистичката власт на Бугарија, но во никој случај на бугарскиот народ, во ниеден случај на бугарското свештенство кој што јасно и гласно застанува против депортацијата и во заштита на евреите од целокупниот регион. Меѓутоа, власт како власт ја спроведува депортацијата на 11 март. Сите евреи од Македонија се собрани во Тутунскиот комбинат, кој што ние денеска како обележени или секој 11 март положуваме свеќе во Тутунскиот комбинат. Условите биле ужасни. На тогашниот монопол. Условите биле ужасни. Во тој ден, 11 март, има и апсолутна забрана за движење на македонското население, со цел да не им се помогне на евреите. Евреите се собрани од Битола, Штип и Скопје во Тутунскиот комбинат, во кој што во тој двонеделен престој, да кажеме 12 дена, било грозоморно. Тој бил еквивалент на камп како оние кои што воглавно се во окупирана Полска или пак во Германија. Значи, од силувања, од убивање на деца, од служење на само солена храна без вода. Во една просторија биле агрегирани огромен број на луѓе. Биле ставани буриња кои што би требало да имаат улога на тоалет за сите. Не бил дозволен излез надвор од просториите каде што биле сместени. Нормално постарите, изнемоштени лица или децата веќе ја почувствувале
ја почувствувале тортурата. Тука доаѓа полициската и армиска служба на Бугарија која што ги евидентира сите еден по еден. Таму имаме нели архивска граѓа во која што се документирани со едно црно платно позади нив, сликани целокупната документација со која што располага. Таа е достапна сега целата. Достапна, апсолутно е достапна. И се поделиле одредени пликоа. На тоа плико требало да се запише фамилиарното име, татковото име и личното име и тука се одземени, да кажеме, златен накид, заби или сето она кое што би можело да има некаква вредност. Тоа што сме гледале на филмови обично се правило нели пред влегувањето во логорот. Тоа е тука направено, тука тие си останати тука во логорот. Бугарската власт си ги со тоа што во договорот и она што го препорачува Денекер стои дека не смеат да имаат храна, не смеат да имаат екстра облека, не смеат да имаат ништо. Значи реториката ќе биде дека ќе одат во работен камп, иако веќе на големо се знаело дека нема да биде работен камп. Шините влегувале до самиот внатре, значи во самиот тутунски комбинат, за да нема евентуално некој можност да избега. Македонското население во наредните 12 дена се приближува кон тутунскиот комбинат, се обидуваат да помогнат, се обидуваат да донесат вода, да префрлат некој леп, да помогнат на било кој начин. Имаме и праведници, така наречени праведници, кои што ете и посмртно имаат добиено таа титула, кои што успеале да спасат едно или две дечиња, најверојатно тоа биле комши и добри пријатели. И се уште е жива една од тие која била Малецки, која дале. Така, меѓутоа заканата била ужасна, значи доколку ве фатат дека помагате на еврејско семејство, би биле елиминирани со се целокупното семејство. Куќите веќе не биле ни предмет за разговор, поради тоа што нели законот за еднократен данок бил модулиран на начин на кој што еднократниот данок ќе изнесува далеку повеќе од вашата фактички стоина. данок за конфискација на имотот. Апсолутно, и сето целокупниот имот како и злато или било какви вредни работи биле евидентирани на конто чинам 353 во Бугарската народна банка. Тоа се случувањата, понатаму евреите се ставени на воз, кој што во 3 конвои, како што кажав, тргана кај Треблинка на 5-дневно патување, без вода, без храна, со оние вагони кои што ги гледате најчесто на филмовите со бодликави жици. Мора да прекинам само малку, памтете каде што ова, јас сум влегол во вагонот кој е изложен во музеот на Холокаустот на македонските евреи во Скопје. Тука има еден оригинален вагон од бугарски железници. Сум стапнал во него, бидејќи може да се стапне дозволено и не можам да издржам повеќе од 2 секунди таму да стојам, иако се отворени вратите. Тоа е запечатен вагон без прозорци, без тоалет. Да, условите биле ужасни со тенденција нели на максимална тортура, така да кога вагоните биле отворени во Треблинка директно, јас би сакала да за гледачите да поразговараме на тема што е Треблинка. Треблинка е камп за уништување на евреи. Сето ова што го гледаме Таму нема фабрики, Таму нема фабрики, за разлика од Аушвиц кој што имал работен камп, значи каде што се произведувало или нешто, имало камп кој што бил нели печките за елиминација. И третиот дел е научно-истражувачки камп во кој што се правени директно експерименти на луѓе. За разлика од Аушвиц, во окупирана Полска има и во Германија има огромен број на концентрациони логори, меѓутоа Треблинка е поинаков. Тој е отворен некаде октомври месец 42-та година и работи до август 43-та година, 9 месеци, и во тие фамозни 9 месеци во Треблинка се елиминираат околу 900.000 луѓе. Значи тоа е буквално фабрика за елиминација. Фабрика на смртта. Фабрика на смртта, да. Како изгледа елиминацијата, дали може би знаете? Па да, знаеме дека... Кога се сигнувале од возовите, што веднаш ги убивале? Најголемиот број на информации кои што ги добиваме за Треблинка и функционирањето на Треблинка, што се случувало, е од армиски службеници на германската армија, кои што понатаму после војната зборуваат за ова, меѓутоа и од 9 евреи кои што ја преживејуваат Треблинка. Тие преживејуваат благодарејќи на крај на војната или доаѓање на Црвената армија, меѓутоа и заради тоа што биле назначени да извршуваат една од најужасните улоги, а тоа е редење на дрвата за палење на телата.
Треблинка во моментот на доаѓање на возовите биле истоварани луѓето и биле поделени во две групи, мажи и жени. Третата компонента би била деца, за кое што на мајките им било кажувано дека децата ќе мора да се пелцуваат, односно бидат прегледани од Црвен крст, имало некое платно на кое што стоел Црвен крст, така жените би се откажале, нели, од своите деца да ги дадат без надзор. Иако после неколку минути гаранција дека своја видна гаранција, меѓутоа позади одредена дистанца всушност биле јами на кои што биле наредени дрва и додека мажите веќе биле во гасни комори, жените можеле да чујат кога се пука во децата. Одредени случувања укажуваат на фактот дека децата биле врзувани со јажиња, а само едно било на едно му било пукано во глава, така да паднат во јамата и понатаму телата биле горени. За разлика од Аушвиц, Треблинка не располагала неговото тело од другите. Да, слично на оние масакри на Дунав, знаете, каде што се евреите под Дунав фрлани под ледот. Значи и таму било еден пукан, а сите паѓале во... Се штедело муниција. За разлика, како што кажав, од Аушвиц, каде што екстерминацијата... убивани, не само на тоа. Да. Треблинка не користи циклон Б, немала циклон Б, меѓутоа се користеле издувни гасови од стари руски тенкови. И смртта била исклучително агонична, траела доста долго. Кога се отварани коморите за да се извадат телата, многу од нив се уште биле живи, искашлувале одреден дим и така се фрлани во јамите за горење се уште живи. Да. Трагично и тоа е всушност приказната за Треблинка. Треблинка денеска има камен споменик на кој што стојат македонски евреи, обележија македонски евреи, кој што беше поставено, чинам дека мојата мајка и мојот татко беа вклучени во тој процес, бидејќи долго време нели сите бевме под капата на југословенски евреи, тек после 92-та година, значи се одвојуваме од сојузот кој што беше во Белград на еврејски заедници, тогаш го поставуваме своето обележје. Целта е нормално, никогаш да не се заборави. Сметам дека е исклучително битно, бидејќи не е само еврејското траорно прашање, меѓутоа тоа прашање во кое што се гледа како човековата раса може да направи најцрно од себе, иако таа има потенцијал да биде најинвентивна и најдобра раса на планетата. Значи, ова е приказ на случување во кое што мразата станува лудило, а лудилото станува епидемија. И тогаш човековата природа укажува во 43-та година еве за македонските евреи дека може човекот да биде и безмилосен и да оди кон апсолутна елиминација на човечки битија, да одзема животи, да уништува деца на таков грозоморен начин. Велите, само 4% од македонските евреи го преживуваат Холокаустот. Ако не се лажам, вие слободно справете ме, евреите во Македонија воглавном се порекло од Шпанија, тоа се сафардски, сафаридски евреи кои зборуваат на еден јазик кој исто така исчезнува, ладино јазик. И тие бегаат во времето нели на обединувањето на Шпанија, реконквиста, кралицата Изабела нели им дава рок од 3 месеци или да ја променат верата или да ја напуштат државата. Дел од нив се населуваат и во оваа наша Македонија пред многу векови и најголемиот дел од нив гинат во Холокаустот, а и денеска ги има неколку стотини. Всушност, евреите прв пат доаѓаат на модерново, нели, македонско тло за време на грчко-персиските војни, како заробеници. Меѓутоа, нели, со падот на Гранада, најголем број на шпански, португалски евреи доаѓаат на кај Отоманската империја, па во Битола во одреден момент има и синагога која што е портуњезе, нели? Португалските евреи доживуваат една... Некој има синагога уште од античко време. Доживуваат една форма на асимилација од шпанските евреи, од тука произлегува фактот дека во Македонија евреите зборуваат ладино јазик, што е некој си старо шпански. Например, ако проговорите ладино во Шпанија, ќе ве гледаат чудно како многу стар шпански, кој што веќе не се говори, за разлика нели од ашкеназите, кои што се на север и нивниот јазик е јидиш и тоа е всушност германска основа со хибру и руски примеси. Овдека се зборува ладино. Нашата култура, да кажам, е прилагодена на културата на Отоманската империја, некако во склоп на една
бедна целина, поради тоа што евреите од секогаш на Балканот имале тенденција да живеат и башка и барабар, значи и засебно, меѓутоа и со сите останати. Да, значи имало и гетан, но сепак и... Така, инаку во право сте, после комуникација. таа елиминација од 43-та година, Сега има колку? 100, 200? околу 200 евреи има во Македонија. Бројот е незначителен кога ќе погледнете во параметрите на во историски рамки колкав бил бројот на евреите во Македонија. Сепак кога ќе кажеме 7144 убиени за време на Втората светска војна, треба да се имаме во предвид колкав е вкупниот број на население во регионот, значи тоа не бил мал број и во денешни вредности некаде би биле околу 60.000. Толку би требало да има, да. Тоа би било сериозна етничка Така. група во Македонија. Каде е тука државата? Колку државата се грижи за наследството на своите евреи, за одбележувањето на Холокаустот? Друго прашам, бидејќи вие сте пратеничка во македонското. Така, па видете, за еврејската седница беше исклучително важно тоа што државата истапи во изградбата на меморијалниот центар. Меморијалниот центар се градеше врз база, значи на денационализација на имоти одземени, значи од национализацијата во Титова Југославија, меѓутоа исто така имоти кои што немаат правни наследници. Тогаш државата истапи и сметаме дека градењето на четвртиот најголем меморијален центар во светот и првиот најголем сефардски меморијален центар во светот е еден показател дека македонците секогаш биле блиски со своите пријатели евреи, дека македонците биле антифашисти, биле на вистинската, правилната страна во историјата и до ден денеска се добри пријатели на евреите кои што живеат во Македонија. А сефардите во вкупната бројка на евреи, колку воопшто зазимаат процентуално? Па значителен број, земајќи во предвид дека сефардите не се само, значи, оние кои што избегале од Шпанија и Португалија на кај Отоманската империја, туку исто така Северна Африка, Египет, па дури Јемен се сефардски евреи, Ирак, Иран, тие се сите сефардски евреи. Во рамки на тогашната Отоманска империја има остаток од романиоти, најголемиот број чинам дека се околу 2 милиони живеат во Њу Јорк денеска. Добро. Сега од една грозна тема идеме на една друга неубава тема. Вие некако веројатно ги одбирате некако весели судбината. Или тие мене ме одбираат. Бевте председателка начело на анкетна комисија за онкологија во собранието. Таму бевте председателка, така? Дадовте заклучоци вашите колеги од другите партии, на крајот тоа беше само една дебата. Се направили нешто со таа анкетна комисија? Па видете, што се однесува Говорам за случајот со онкологија и за оној случај со криење на цитостатици, така натаму. Така, значи сега првен за гледачите да кажеме дека до овој момент јас бев представник на еврејската заедница, сега сум пратеник на пратеничка во македонскиот парламент и член на ВМРО-ДПМНЕ. Она што ми беше мене примерна цел со анкетната комисија беше да се покаже дека комисиите во рамките на собранието може да функционираат, може да работат. Знаете, девастирачки е да поминете 4 години од животот. Ете, толку е мандатот, 4 години од животот, сметајќи дека можете нешто да направите, а довербата на населението, на граѓаните кон вас, односно кон институцијата е некои незначителни 4% и тоа се мислите дали е статистичка грешка или не е. Дополнително тоа се потврдува со фактот дека во просек собранието има 17 гледачи на ден. Ако земете дека 12 луѓе се службеници, останатите 5 се најчесто некои членови на нашите семејства кои што чекаат да чујат што ние ќе кажеме, што значи дека собранието воопшто не е доживеано како политички фактор, како двигател, а сепак институција на народот, едно од највисоката институција во државата. Извршната власт и собранието се секогаш во некоја си контратежа, во која што преовладува извршната власт, дефинитивно секаде во светот, иако тоа не треба да биде така во парламентарна демократија. Гласот на народот е глас над извршната власт. Значи, примерната цел која што ја имав, а тоа е да се докаже дека може да работиме, мислам дека ја остварив. Таа анкетна комисија работеше огромен број на сати, се работеше и за викенди, од утро до вечер, мислам дека беше
и гледано и следено од медиумите и од целокупната јавност, значи собранието може да си обавува својата функција. Ги разгледавме документите кои што беа пратени од плејада на институции, меѓу кои што најголемиот број на документи беа испратени од Министерството за здравство, како и од самата клиника за радиотерапија и онкологија. Непријатно бев изненадена од фактот што владата ги достави материјалите за владени седници 2 недели од кога заврши анкетната комисија. Да, и мандатот на анкетната комисија. Зошто ги барав тие материјали? Ги барав заради тоа што кога еден министер сака да воведе некоја нова терапија, која што ќе има нови фискални импликации, тој треба да разговара со владата и владените представници и премиерот и сите да бидат вклучени во процесот, бидејќи е инвентивен, иновативен, нов и има свој трошок од данокот на граѓаните. Сепак тие материјали ги добивме предоцна. Не изненади фактот што институција како Малмет никогаш не ги проследи своите документи, иако се пратија безброј писмени барања за проследување на документација. Испратија нешто од документација околу 1780 страни. Јас знам точно бидејќи ги читав сите документи кои што беа доставени, еден по еден, и да ги паметам и да одбивам да заборавам што се видов во тие материјали. Дојдоа тие материјали некаде 3 дена пред крајот на анкетната комисија и сите речиси се однесуваа на инсулин. Многу интересно, бидејќи на онкологија требаше да ревидираме случај поврзан со биолошка терапија, а не со инсулини. Значи, тоа се малите финеси на системска блокада, во која што и самите институции ви покажуваат дефинитивна и неодречна непочит кон институцијата собрание и кон пратеници, а особено кон анкетна комисија која што сама по себе е уставна творевина. Значи, уставот ја дефинира и таа има свои цели. Целта на анкетната комисија е да се види дали има политичка или друг тип на одговорност кај одредени лица со име и презиме. На крајот анкетната комисија заврши со мој предлог заклучоци како претседател на анкетна комисија. За јавноста, бидејќи знам дека е преоптеретувачки, јавноста не сака да ги знае процедурите на собранието, сака да ги знае крајните ефекти од истото. Во процедурите на собранието стои дека претседателот на анкетната комисија дава предлог заклучоци. Дали тие ќе бидат координирани или нема да бидат, тоа е друго прашање. Јас ги доставив своите предлог заклучоци кои што во ниеден момент, бидејќи беа јавно достапни и за вас како медиуми, за новинари, за јавност и за меѓународниот фактор, во ниеден момент немаше политичка инсинуација во заклучоците. Заклучоците се однесуваа на име и презиме и кои се членови, од кои се закони биле прекршени од тоа. Дали произлезе нешто од тие заклучоци? Видете, јас бев првин да напоменам шокирана во... Што таму некоја сестра се спомнува дека ги зимала и правела се. Во оваа држава, овие 7 години слушаме дека се виновни кабли, ветерот, пастрмката, било што, само не политичари. Беше повеќе од очекувано да некој се обидува да го обвини Орманот во депото на онкологија, само тоа да не биде личност. Меѓутоа, самиот цитостатик сам себе си. Да, сам себе си, дефинитивно. Меѓутоа, ни најмалку не е едноставна, ниту наивна ситуацијата за да се обидуваат да ја девалвираат реториката до тој степен, навредувајќи ги и пациентите и граѓаните, па и медиумите кои што први ја покренаа оваа работа како проблем кој што се случува на онкологија. И всушност, она што го добив јас на таа седница е барање за оставка. Веднаш се чини дека мојот лик во политиката е многу тесно поврзан со барање оставки. Особено поради тоа што говорам вистината и стојам позади она што го говорам секогаш и на сите места и на секаков начин. И се донесоа нови предлог заклучоци кои што на жал не ги носам денеска со мене, меѓутоа предлог заклучоците имаат свој наслов. Тие се предлог заклучоци од Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери. За да биде појасна небулозата, партија не поднесува предлог заклучоци за анкетна комисија на собранието. Само членовите на анкетната комисија кои што ревизирале документација и кои што изслушале сведоци може да дадат предлог заклучоци и не може партија да ви достави предлог заклучоци. На што би личело? Само членовите на комисијата. Апсолутно. Значи први насловот е небулозен, а второ предлог заклучоците кои што дојдоа од Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери не кореспондираат со барањата за формирање на анкетна комисија, односно не посочуваат луѓе или членови на закони, туку констатираат моментална состојба. Значи, вие да констатирате дека има дефект, треба да го констатирате и причинителот на дефектот. Не може само да констатирате дека има дефект. Што е причинителот тогаш?
Значи се бегаше, па можам и отворено да кажам, се бегаше од фактот дека на врвот на таа пирамида стои Венко Филипче, тогашниот министер за здравство, кој што во секој случај поднесува политичка одговорност за настаните кои што настануваат во дадениот сектор, особено вакви настани кои што се сведуваат на огромен број на пациенти, и тоа не се било какви пациенти, тоа е една вистина осетлива категорија на пациенти, и од друга страна можеме да претпоставиме зашто се зборува во заклучоците, земајќи во предвид која е цената на медикаментите, без девалвирање нели на тежината на заболувањето, треба да видиме и која е цената на медикаментите за кои што станува збор и зошто би можело да зборуваме за влада која што и преку здравствениот систем и преку овие пациенти спроведувала криминал и корупција. Јас ви благодарам. Чувствувам малку вина што вас ви викаме само кога има вакви некои неубави теми, па кога се случи нешто убаво, информирајте не, јавете ни се, па ние да ја поканиме да Ви благодарам за нешто повесело. Ви благодарам многу. Вие сега веројатно се брзате, треба да бидете дел од делегацијата која што ќе го одбележи овој ден денеска на Скопски монопол. Така е, јас само би сакала да испратам една порака до народот во Република Македонија, никогаш да не се заборави. Многу е битно никогаш да не се заборави. Ви благодарам. Еве, ние нема да забравиме, ќе се надевам дека и до година повторно разговараме на истата тема. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешниот разговор. Ви останете со програмата на Слободен печат, следува интервјуто со градоначалникот на Центар Горан Герасимовски.